Почитувани граѓани на Република Македонија. Денес е 8 септември, денот кога се слави независноста на нашата држава Република Македонија. 27 години независност исполнети со силни премрежи, предизвици, падови, но и победи. Време на изградени очекувања и нереализирани надежи, разочарувања и комне за подобра иднина. За тоа дека конечно на нашата држава, нашето општество ќе му тргне. Кога говориме за сегашноста, потребно е да се биде реален и да се признае дека она што го имаме денес не е она што од секога сме го посакувале со нашата држава. Затоа што посакувавме своја држава за да имаме квалитетно образование, институции без корупција, економија која нуди можности и сигурна екзистенција, здравство кое помага на болните, наука која произведува додадена вредност, млади кои ќе ја градат иднината тука во своите родни места, држава која ќе го гарантира нашето достоинство и чест. А денес оваа власт го добивме спротивното, држава со најкорумпирани институции во Европа, денови исполнети со афери и сомнежи за криминал, притисоци, уцени на работа, политички монтирани случаи, образование кое е неконкурентно и млади кои си заминуваат, несигурност и апатија. Денес, како во реалниот живот, така и во политиката, Македонија се соочува со значајни предизвици и одново е на крстопат. Иако не е последен, но подеднакво важен за иднината на секој еден од вас. На масата имаме штетен договор. Ви велат, треба да сте за иднината на Македонија, а не ви кажуваат дека со тоа одлучувате за нова, понижена Македонија, со променет идентитет, пасоши, лични карти, историја и култура која ќе биде предмет на ревизија и со отворена шанса на јужниот сосед да го блокира европскиот пат во било кое време. А во Европа, за таму се потребни работа, труд и континуитет. Таму се оди со резултати и стандарди, а не со зборови. Ако беше толку добар договорот, тогаш ќе немаше таа фанатична желба на власта за создавање на еуфорија, таа масовна и скапа кампања. И не ми е јасно дека овој договор не е победа, затоа што ваква така наречена победа можеше да има било кој претходник, председател на државата и премиер, исполнувајќи само единствен услов, да ги прифати сите грчки барања. И на денот кога се слави нашата независност, овој 8 септември, овој септември не треба да биде последниот кој го славиме под нашето уставно име, туку 1 септември преку кој ќе означиме победата за Македонија, да го означиме почетокот кој ќе значи смена за сликата на македонскиот политичар, зашто ни е потребна смена на вредностите, исправање на неправдите и многу работа. Нова визија која ќе донесе сигурност и решавање на проблемите, затоа што во животот зад секој успех стои труд и посветеност и само така над Македонија ќе се раѓа ново сонце на слободата и само така Македонија ќе победи. Драги пријатели, земјаци, браќа и сестри, овде и низ светот, нека ни е честити вековит 8 септември, нека е вечна, самостојна и независна Република Македонија.